од 0 до првиот дуќан за ткање во Скопје? Дамјан, повеќе истражување за носиите или повеќе време на разбој? Па дефинитивно повеќе време за истражување, бидејќи ние информациите ги црпиме од повозрасните, така да може да истражиме повеќе работи. Ткање во тишина или со македонска изворна музика? Па дефинитивно со македонска народна музика, посебно со ретко објавени видеоснимки. Една совршено изработена носија или повеќе помали проекти? Дефинитивно една совршена изработена народна носија. Изложба или ревија на македонски народни носии? Изложба, бидејќи трае многу подолго. Еден дуќан во Скопје или повеќе низ Македонија? За тоа ќе видиме. За сега еден доволен, меѓутоа ќе видиме со текот на времето. Традиционален орнамент или свој дизајн? Дефинитивно традиционален орнамент. Добар ден и добредојавте во следното издание на емисијата Од нула. Мој денешен гостин е Дамјан Ристовски. Како си, дали си добро, како се чувствуваш во нашето студио? Па супер. За сега сме супер. За сега сме супер. Ќе бидеме супер. Ќе останеме така. Да. Кој е Дамјан Ристовски? Хајде малку за себе, за твоите почетоци, за бизнисот, нели, оној ќе ни биде тема на разговор, па малку за тебе и за почетоците на твојот бизнис. Па така. Дамјан Ристовски всушност е младо момче кое што се бави со традиција, со фолклор и со зачувување на македонските народни носи и преку собирање, преку колекционерство и преку ткање на разбој, односно преку реставрација или стварање на нови парчи. Моето средно образование го започна во ДМБ Вацилиј Николовски Луи, односно на соката за традиционална музика и игра, каде што се поставија нели тие почетоци и всушност со влюбувањето во македонските народни носи. А факултетот е природно-тематички, одсекот за етнологија и антропологија, каде што се надоградив со знаење во областа на народните носи, народните буквално народното фолклор, традиција, народно пеење, инструменти и се останало. Дамјан многу млад. И за мене лично не е вообичаено така да среќавам некој млад човек кој што се занимава со ова, па сакам да знам дали е нешто што од млад го посакуваше, дали можеби некој од твоите предци, баба, дедо, прадедо ти ја пренесе оваа љубов, како дојде до ова што си денеска? Па всушност јас сум игрорец од многу мало, односно од трето деление, одев на игрорна и всушност тука некаде почнаа тие влюбувања кон народната игра, народната песна, народната носија и не е возможно еден игрорец да нема никакво чувство кон тоа што го носи, кон тоа што го изведува на сцена, па и не само на сцена, и на пробите кои што ги имаме во фолклорните ансамбли. Мислам, се е тоа дел од нашата традиција и буквално ние преку тие проби, преку тие концерти се трудиме да го зачуваме се оно што ни оставено од нашите предци. И можеби тоа е некој почеток или некоја водилка. Сам имаше желба да се запишеш или сепак твоите родители можеби, затоа што најчесто во тие години нашите родители не го трасираат патот. Така. Па дали е твоја изворна желба да се запишеш на игрорна и оттаму да започне се или можеби некој друг направил мал пуш? Желбата дојде сосема случајно од една моја другарка која што веќе одеше на игрорна и напраша дали сакате да дојдете и јас кажав дома, татко и баба ми беа првите тие што рекоа да одиш. И така почна членувањето во фолклорниот ансамбл, а веќе во средното училиште беа, можам да кажам, дека и против да учам во средно музичко, бидејќи што понатаму. Да, и некако меѓутоа не ги послушав и не се кавам што не ги послушав, едноставно ми е баш мило што сум бил дел од таа насока и од тоа училиште. Тоа ти било сон, тоа ти представувало љубов и нели најубаво од се и секој што може да се посака е да си го работи она што навистина си го сака. Твојот дуќан како се вика, каде се наоѓа и можеби да ни споделиш како изгледа еден твој работен ден таму. Така. Мојот дуќан се наоѓа на Рекорд, односно веднаш до театар за деца и млади, буквално на супер локација. На супер локација, на најцентралното место во градот и во државата. Се вика Народни носи, не случајно е тоа име, односно бидејќи буквално ние работиме само со народни носи, не сме антикварница, не држиме и други предмети, туку буквално сме насочени само на делови од народни носи и комплетни народни носи кои што ги правиме и кои што ги откупуваме па ги продаваме.
Така, значи во самиот дуќан не се создава единствена облека, дали имате и она што спомена дека си колекционер, дали и таму може да се најде некое парче од она што го собираш или тоа се наоѓа на некое друго? Тоа е веќе приватно. Тоа е приватно нешто. Колекционерството ми е посебна пасија, односно носиите кои што ги собирам ги чувам во мојот дом, додека пак народни носии или дуќанот за изработка на народни носии преку ткање на разбој, си се само предмети кои што се продаваат и се изложени таму за продажба и се прават по нарачка. Македонската носија не е едно обично парче текстил, така сите знаеме дека има некоја тежина позади самиот материјал. Што е оно што го носи македонската носија? Па точно, носи една поголема тежина, односно тежина на историја, тежина на цел еден народ, тежина на изработката преку која што се добива едно парче од народната носија. Таа не е само едно парче, туку се многу, некаде дури по 30-40 парчења се на една народна носија. Таа е поделена по многу основи, на многу подтипови, на многу типови на народни носии, на машки, женски, на после според возраста, според периодот нели на носење. Има посебни нели тие поделби кои што ние во етнологијата ги практикуваме и ја делиме народната носија. И секое доба од животот се карактеристичен со некој дел или со некој елемент од народната носија, и потоа нели се знае кога ќе се види, например, жената носи црна шамија, се знае дека е повозрасна или дека е во доба на жалост. И потоа се определуваат некои некои видливи визуелни елементи кои што ние без да прашаме веќе имаме добиено одговор по самата народна носија. Да, бидејќи облеката во минатото означувала буквално како цело едно напишано писмо, да речам, што всушност има на нејзи, што всушност значи таа сама по себе. Дали е невестинска, дали е во првата година од невестинството, значи до една година млада невеста, дали е веќе возрасна жена, дали е стара жена, дали е девојка, дали е свршена. Па веќе не можеш да ја закачаш. Така. Се буквално се опишувало преку народната носија. Дамјан, јас немам искрена да бидам некое познавање околу ова. Тоа е сепак мој пропуст, но се надевам дека еве низ овој разговор и после оваа емисија дека ќе се позборуваме. Ако коригираме, ако грешам, секое наречје си има своја народна носија или нешто по што се разликува од народните носии на другите наречја? Па, ние во етнологијата ги имаме како етнички предели или етнографски целини. Колку ги има такви во Македонија? Етнографски целини се 7, а етнички предели се повеќе. Не можам точно бројка да кажам, меѓутоа се повеќе, бидејќи само во Скопско имаме неколку, например Скопска Блатија, Скопска Црна Гора, Скопски Дервен, Скопски Каршијак, Скопска Торбешија. Да, буквално се многу. Во еден град има многу народни носи, например во Крива Паланка се носи од Средорек, Жилигово и Славиште, Источен дел на Славиште и Дурачка река. А твојата инспирација? Веќе 3. Мојата инспирација, јас не создавам нови народни носи, јас создавам буквално повеќе готови примероци, например скутина ткаја 1920, јас имам како урнек и правам идентична реплика на таа скутина, меѓутоа не можам да кажам дека е реплика, бидејќи е создадена по истиот автентичен начин и е создадена и идентична како и таа пред 100 години. И материјалите можеби се малку поинакви, бидејќи ја немаме ние веќе таа волна и тој памук како некогаш, меѓутоа сепак ги користиме најблиските материјали за изработка, односно најблискиот памук до тој памук и најблиската волна или до она некогаш како се произведувала народната носија. Колку време е потребно да се изработи една македонска народна носија? Претпоставувам, нели не можеш во ден да ме кажеш, меѓутоа чисто еден ориентир да имаме временска рамка. Вака, од прилика само еве за скутината, ако се работи, пошто јас сега моментално работам скутини од етнички предел Бојми, односно Гевгелија, и таа скутина невестинската се ткае 5 дена по 4 часа, односно 20 часа се ткае само скутината. Другите елементи, појас, антерија, платната за антериите, платната за кошулите, се тоа прво мора да се исткае, па да се скрои, па да се соши, па доколку се везе, ако има везбена декорација. Плюс тоа, многу време. Од прилика во минатото се создавала во зависност од каква е носијата, дури по цела година. Добро, и она што мене посебно ме интересира е младиве денеска. Колку младите се заинтересирани за
за македонската традиција, фолклор, народни носи, дали можеби некој од твоите пријатели во твоето опкружување имаат интерес за сето ова, можеби ти помагаат во твојата работа или Така. каков е интересот Така, всушност? точно. Па, чист пример би ги дал, например, моите другари и другарка од основно, кои што јас кога почнав да ткам, тука се вклучи и Сара, која денеска ми е партнерка во Овој бизнисот. бизнес. Да, и двајцата работиме, двајцата да ткаеме, значи од едни мали дечиња и од еден детски сон буквално да дојде до професионален бизнис каде што веќе земаме плата од таму, нели? Значи ова ти е примарна работа, не е хоби ова. Да, не е хоби, ова е веќе Одлично. буквално професија. Мгм. И се водиме како, можеби да кажам, единствените ткајачи на разбој во Македонија кои што се нели платени за таа работа, односно земаат плата. Од таму и буквално е од еден детски сон до реалности, до примања, буквално многу треба истрајност и трпение. Верувам. Да, посебно за ова ние што го работиме, бидејќи многу е ретко да се сретне некој друг што ткае. Во Македонија ги има и повеќето се мажи. Ако во минатото жените ткаеле, денеска повеќе ткаат машките. Интересно. Да, мојата партнерка е единствена женско која што ткае денеска. И неколку постари бабички сигурно по селата кои што се уште го чуваат од заборав ткаењето и разбојот. Така да прифатено е многу од младите со самото тоа што членуваат во фолклорни ансамбли, веќе им е многу појасно. Фолклорните ансамбли станаа буквално презентација на македонскиот фолклор од минатото и денеска. Значи се градени некои со генерации, со години. Ми имаме многу стари фолклорни ансамбли кои што сигурно таму членувале многу од нашите сограѓани денеска, кои што се сигурно повозрасни и веќе, например, со деца со фамилии, и таму членуваат па и нивните деца, нивните внуци, така да се некако пренесува си- таа традиција од поколение на поколение и гледа да не изумре, да се зачува, а можам да кажам според бројот на членови во сегашните фолклорни ансамбли Одлично. дека е на доста добро ниво и дека многу млади се запишуваат и членуваат во фолклорни ансамбли, а со самото тоа и нели се во средните училишта продолжуваат да се школуваат на таа база, односно на изучување на фолклорот и подоцна исто така и на факултетите за етнологија, етнокорологија, Интересно. етномузикологија, така да Многу ми е драго дека И- го слушам ова. Да, вие сте навистина богатство кое што треба да се го прво вреднуваме и да се го зачуваме. Дали можеби би извел некоја народна носија која што е посебна за тебе? Нешто што кога ќе влезеш на пример во својот дуќан или не знам каде да се наоѓа или можеби во твојот дом, кое што ти буди некоја посебно чувство. Па не можам да кажам дека носиите кои што се од моите баби дека не будат посебно чувство, бидејќи со самото тоа дека знам дека ги изработила мојата баба, некако имаат многу поголема вредност отколку од остатокот од примероците. И секако се многу подраги од другите примероци кои што ќе ги купиш на терен или кои што ќе ги добиеш од друг колекционер, од антикварница. Некако нема таа тежина на блискост, на свое, на тежината на дека твојата баба е можеби ги носела, ги користела и некако тоа си додава додатна тежина. Исто така, освен нели фамилиарните носи, посебно ми е драга и барската народна носија, која што буквално за времето во кое изработена е чудо на тоа време, бидејќи е наистина прекрасна и изобилува со многу колоритни бои и не секојдневни, посебно е розевата боја, каде што во македонските Невообичаено, можеби за да. Можеби да се користи, но тоа се само ситни детали, минимално нешто е искористена. Меѓутоа ваму доминира и пускотината, и по облековните елементи, по елекот, по другите нели елементи, по марамата исто така има големи, дури така се викаат везбените техники, румени образи или црвени образи, бидејќи целата е така или во црвени или во розеви мијанси. Навистина едно од прекрасните носи за мене, исто тука би ги издвоил мијачките носи, бидејќи се нешто буквално преубави. И секако не би ја изоставил и Скопска блатија, бидејќи се наоѓаме моментално во Скопската блатија, односно во Скопје. И така да кажам дека е една буквално чудо од колоритни бои искористени се во нејзината Баш би работа. сакала да ги видам. Искрена да бидам, ми разбуди некако интерес и љубов за сето ова, можеби начинот и љубовта со која што го пренесуваш твоето знаење нели за оваа тема. Што е оно што би го препорачал
на младите луѓе, можеби на постарите кои што имаат желба, имаат љубов за нешто вакво, можеби да ги охрабриш на некој начин да си отворат собствен бизнис и да се започнат со овој занет? Па на постарите би им препорачал да ги советуваат младите, односно внуците, децата, како треба да се чува правилно народната носија, односно да ја пренесуваат народната носија, народната практика, односно обичаите, обредите, се она што се прави да се зачува. Тоа е пораката до постарите, а до помладите да ги слушаат повозрастните и да ги прифаќаат сите тие сугестии и критики кои што ги добиваат и односно да ја прифатат доколку една фамилија има народна носија и таа народна носија според мене треба да остане во таа фамилија, бидејќи нема да има никаде поголема вредност и тежина отколку во таа фамилија, во тоа семејство. Кога некој ќе ти каже ова е носијата од твојата прабаба или од твојата баба, со се тоа буквално ти се пренесува еден елемент од минатото кој што е сврзано со твојата фамилија, не со една друга фамилија, туку буквално со твојата фамилија. И тоа е почит спрема предците, тоа е почит спрема сите тие што допринеле денеска ти да имаш убав лагоден живот и до самото тоа да постоиш буквално, бидејќи без нив немало да нема ни денеска нас. Без една народна носија немало нас да не има посебно како посебна етничка група, посебно како македонци. Дамјан, јас би сакала многу да те се заблагодарам. Не мислев дека ќе имам ваков инспиративен разговор, да бидам искрена. Не е нешто што сум запознаена многу и што сум имала можност да бидам дел и нели да соберам знаења, но сепак ми разбуди нешто во себе, нешто што ќе го следам понатаму во животот како интерес, ќе следам твојата работа и би ти посакала многу успех сега и во иднина и порачувам секој кој што има желба за некој ваков бизнис да си го следи сонот, затоа што сонот нели може да стане јавен како во твојот случај. Твојот Инстаграм профил и сите нели социјални мрежи кои што ги имаш ќе ги споделиме на крајот ова видео или ќе ги линкуваме, така што секој кој што е заинтересиран ќе може да те исконтактира или нели да следи твојата работа. Многу ти благодарам, Дамјан. Благодарам и на вас за поканата и ете така малку да се осврнеме кон нашата традиција, македонската традиција. Така е, ти благодарам.